Во текот на неговата работна посета на Република Македонија, српскиот претседател Томислав Николич присуствуваше на одбележувањето на 100 годишнината од битката на Кајмакчалан. Председателот Николич во придружба на председателот на Република Српска Милорад Додик најпрво присуствуваа на богослужба, па потоа положија свежо цвеќе на гробницата на Кајмакчалан, каде загинаа над 4000 војници. О улози српске војски на Солунском фронту. За улогата на српската војска на Солунскиот фронт, посебно во победата и освојувањето на Кајмакчалан, академик Милорад Екмечик пишува: српската војска веќе не беше само сила која ја бранеше само својата национална слобода, туку и иднината на европската историја. Ова беше прва победа по напуштањето на Србија една година порано. Со таа победа, српската војска успеа да ја запре бугарската офанзива, водена против позицијата на францускиот генерал Морис Сарај. Со заземањето на Кајмакчалан им беше олеснето и на српската прва армија и на француските снаги да ја продолжат операцијата. Битката на Кајмакчалан се водеше од 12 до 30 септември 1916 година, а Солунскиот фронт според председателот Николич бил од витално значење за конечната победа на сојузниците во војната. Победама се поносимо. Со победите се гордееме, жртвите дадени на олтарот на слободата не ги забораваме, а сегашноста и иднината ги гледаме во пријателство и соработка и со оние земји, против кои некогаш војувавме, никогаш не освојувајќи туѓо, секогаш бранејќи го своето. Со искрена порака дека трајно наше тежнење е слободата, овде на нејзината капија, стоиме благодарни во име на стотина генерации во Србија, чие постоење нашите предци го изборија со своите животи. На самиот крај на чествувањето, со едноминутно молчење им беше оддадена почит на сите загинати во текот на Првата светска војна на Солунскиот фронт.